Па да, јас ќе се обидам само да го предизвикам вниманието на присутната публика тука и на јавноста преку медиумите, за да ја земе оваа публикација, која е и во печатено издание, а ќе има сигурно и како електронско издание, бидејќи е непроценлив извор на темата за која зборуваме денеска. Ако ми дозволите, за да го подкрепам тоа, само ќе кажам дека Жарко е скромен човек и не го кажа тоа, но моје е да го кажам. Неговата анализа е подкрепена со 160 референци, објавени на крајот од неговата анализа. Тоа се 160 извори за дезинформациите во Македонија на темата за која зборуваме денеска. Тоа е сериозна бројка за било која научна студија и сериозна бројка за секој нареден истражувач кој ќе сака да се занимава со оваа тема како ресурс, како потенцијал, како нешто од каде што може да влече на тамошни анализи или заклучоци, сознанија за темата за која говориме денеска. Инаку да, тргнувајќи токму од тоа, од дезинформациите со кои толку стручно и веќе повеќе години се занимава Жарко Трајановски, мене ме натера да ја креирам, ако можем, ако ми дозволите една нескромност, да го креирам тој алгоритам за потребите на оваа анализа и да кажам дека тој алгоритам на дезинформација, говор на омраза, поларизација е тоа со кое ние треба посебно да се занимаваме и кое ја генерира ситуацијата во која се наоѓа денеска Република Северна Македонија во еден особено важен дел, а тоа е политичката култура. Бидејќи таа политичката култура во неколку наврати назад, во повеќе извештаи на Европската комисија, на било кои тенкови, невладини организации и така натаму, укажува на тоа дека се уште е многу ниска политичката култура во Република Северна Македонија и ова за кое зборува Жарко денеска и ова за кое јас ја правев анализата, а и Сефер во делот на говорот на омраза, дезинформациите, манипулациите и пропагандата во медиумите на албански јазик, говори за тоа колку е важна оваа тема. И сега, кога го спомнуваме тој алгоритам, кога реферирам на тој алгоритам и на поларизацијата како краен негативен ефект од дезинформациите и говорот на омраза, сосема логично се наметнува да кажам дека во таква ситуација, кога зборуваме за политичката култура, говорот на омраза е храната за политичката некултура. Тоа е таа храна која ја прави, која доведува до заклучоци на сите меѓународни истражувања и анализи да дојдат до тој заклучок дека политичката некултура, односно ниското ниво на политичката култура во Македонија е резултат и на овој алгоритам. Она што е загрижувачки и на што ме повика Петрит за да тргнеме во моето излагање на оваа дебата, дека реферирам на почетокот во врска со темата за која зборуваме денеска, тргнувајќи од францускиот предлог, па еве после година и пол дена доаѓаме до уставните промени и процесот се уште трае и ние анализиравме во една претходна публикација пропагандните наративи, дезинформациите, говорот на омраза тогаш, кога стануваше збор за францускиот предлог, и она што е загрижувачки, тој говор на омраза расте, тоа не застанува, иако постојано се укажува, постојано се апелира да внимаваме, медиумите да внимаваат, јавноста да внимава, се укажува на препораките на медиумските организации, на ОПСЕ и на сите оние кои се занимаваат со оваа тема, и сите тие препораки кои ни ги ставаат пред нас, пред очите на јавноста, но нема резултати, едноставно бројот на случаи расте и тој ескалира, не само што расте, туку ескалира и во неговиот интензитет и во неговата негативна обоеност, ако можам така да кажам. Да речеме, следното што е многу битно кога станува збор за ова прашање е дека говорот на омраза во оваа ситуација, за жал, го спонзорираат високи функционери и јавни личности. Значи, и сега, иако не сакам да ја правам таа разлика за да го намалам или да го поттикнам чувството или да обвинам некого повеќе или помалку,
и да кажам дека ако можеме да разбереме дека на социјалните мрежи каде што граѓаните се изјаснуваат за некои прашања, да речеме и не можеме да очекуваме некоја одговорност и ни останува само да повикуваме и да апелираме да се смират страстите. На другата страна, кога станува збор за говор на омраза кој произлегува, кој го генерираат високи политички функционери и јавни личности, ја не знам кој е одговорот на тоа прашање, кој е решението после сите овие апели и после за нив едноставно одговорноста сами треба да ја препознаат дека едноставно тие што ја генерираат во тој алгоритам во говорот на омраза што доведуваат до поларизација во општеството и до тој низок степен на политичката култура. И сето тоа е дел од еден амбиент кој го анализираме и кој во ова конкретна сега да навлезам поточно во делот на анализата кој беше моја обврска и задоволство, се разбира, иако темата за која зборуваме воопшто не е таква за да бидеме задоволни, но сепак тоа што го забележав е дека ако, како што подсети Петрит во претходниот период кога правевме анализи за говорот на омраза за време на францускиот предлог и дебатата за францускиот предлог и кога рековме дека има ескалација, дека има експлозија, сега гледаме ескалација на таа експлозија. И Петрит спомна некој од тие, веќе спомнам некој од моментите, исто и Жарко спомна еден дел од тие моменти или настани кои долеваат оган во целата таа атмосфера и кога се крева таа атмосфера до вжештување. Тоа е, например, не знам, датумите кога се одбележува оние јубилејни датуми за Гоце Делчев, кога тоа се нели настани од некој посебен национален и јавен интерес во Македонија и кога на тоа во тие периоди расте тој говор на омраза, ескалира и станува по драстичен и по загрижувачки и особено во периодот кога почнаа да се отвараат и кога почна темата за бугарските клубови да се отвара во Македонија. За жал, тогаш се соочивме и во двата случаи, и во Битола, и во Охрид, со случаи на злосторства или на кривични дела предизвикани од говор на омраза. И тоа е нешто што навистина е најзагрижувачко и што навистина треба да му обрнеме внимание и да му ставиме крај на тоа. Апсолутно нема да навлегувам во тоа кој прв почна, кој е виновен заради тоа и така натаму, затоа што таа дебата нема крај и таа дебата никогаш нема да заврши ако на тој начин се третира, туку едноставно треба да се стави полека со сите овие анализи, укажувања. Веројатно не е доволно како што гледаме, но не треба да се престане со овој тип на апели, на укажувања, на реагирања и на реакции до она што треба да стане на промена на навиките на јавните функционери на политичарите кои пред микрофоните или другите јавни личности излегуваат и кои треба да помогнат целата оваа ситуација да се смири. Има и странични настани, например, не може да се порекне дека инцидентот што се случи за време на надпреварот Шкупи Левски беше производ на целата таа атмосфера. Тој инцидент, физички инцидент, физичка пресметка и така натаму. Да не зборуваме за огненото оружје користено во Охрид, кога се отвараше или за време на таа дебата кога беше бугарскиот клуб кога се отвараше. Што е дополнителна илустрација, повторно ќе ме подсети Петрит, ад хоминем говор на омраза, особено кога станува збор за луѓе, експерти, функционери, јавни личности, политичари, новинари и така натаму, кои ќе настапат во име на некакво залагање да се прифатат, па или да не се прифатат, бидејќи да не заборавиме, не ќе да се стекне впечаток дека говорот на омраза произлегува само од една страна. Двете страни, ако може да се каже така условно, двете страни во оваа ситуација го употребуваат говорот на омраза и тоа апсолутно мора да се каже јасно и гласно дека е така и дека не сме да се почитува и да се толерира. Изборот на членовите на експертската група која требаше да го создаде текстот за уставните измени, дел од членовите, па дури и сите во таа експертска група беа предмет на говор на омраза и мора да ги трпат сите тие ситуации со кои се сочува
во тој период. Не знам, да привршувам полека при крај, говорот на омраза е карактеристичен и по погрдните именувања, name calling на англиски како се вика, и нели сега не знам дали има потреба, вие ги знаете многу добро тие именувања да речеме од Северџани и така натаму до ВМРО или ВМРО и кои ќе се исцрпат сите овие навреди од овој тип на идеолошко-политички происход, следуваат останатите традиционални тиради, ако можам да ги наредам и погрдни именувања, како комуњари, арами, хохштаплери, плукачи, неписмени, немиени, проследени, потоа и на сметка на религиската или етничката определба и така натаму. И неретко, значи уште еднаш ќе го кажам тоа, неретко на социјалните мрежи особено, овој тип на говор на омраза завршува дури и со повици за физичка ликвидација. И тоа е наистина крајно загрижувачко и тоа е нешто со кое мора да се соочиме и за кое мора да најдеме решение. Овие дебати укажуваат, ние сме тука за да ги отвориме прашањата, да не се прикриваат, не сме само ние, многу од вас тоа го прават и медиумите, но она што дополнително треба да го направиме е да вложиме дополнителни напори. И кога сме кај медиумите, само што со тоа, Петри, ќе ми дозволиш да завршам, констатирано е ситуацијата дека традиционалните говорот на омраза, кога збориме за говор на омраза во медиумите, најмалку присутен кај традиционалните медиуми. И веројатно е тоа пак, ќе констатираме уште еднаш, заради постоење на некаква уредувачка политика и структура која на некој начин води сметка за основните професионални и етички принципи и натаму. Паѓа тоа внимание во онлайн порталите, кај да се вратам малце назад кај традиционалните медиуми, таму треба да се обрне малце повеќе внимание на нивните портали или на нивните канали на социјалните мрежи, каде што мора да го канализираат, модерираат говорот на омраза кој таму се појавува делот на коментарите и нели на крај останува ова социјалните мрежи на граѓаните и на личност на поединците, индивидуалците во нашата средина каде што остануваат апелите и останува работата на граѓанските организации, на медиумите, на влијанието на политичките функционери, лидерите, политичките лидери да учествуваат во оваа кампања против говорот на омраза, затоа што тој е веќе запишан и во извештаите на Европската комисија, а е едно од прашањата на кое, ако продолжи оваа ситуација вака да оди, за сериозно соочување на нашата држава, кој ќе дојде таа тема на дневен ред. Благодарам.